Кажи и направи нешто добро за Македонија. Малата сцена на Драмскиот театар беше претесна за сите гости кои дојдоа во чест на доајенот на македонското глумиште, актерот Мите Грозданов. Повод за ова чествување беше поврзано со промоцијата на монографијата за неговото дело и живот, насловена Мите, сцена, живот, на авторот и син Борче Грозданов. Разговараме со Борче Грозданов кој што напише едно дело за неговиот татко. Колку е едноставно или многу сложено, тешко, комплицирано, искрено и објективно да се говори за еден човек кој што ви е роднина, од една страна, татко, а од друга страна е голем уметник? Јас имав голема среќа што успеав да се дистанцирам од татко ми и да го вметнам животниот пат на уметникот Мите Грозданов, на театарскиот деец Мите Грозданов. Единствена допирна точка на монографијата во која сум вметнат и јас се дружбите и семејниот албум. Ке видите, тоа се 13 поглавја. Мене ми успеа тоа и многу му благодарам додека работев, не ми се мешаше, не ми сугерираше, не ме гњавеше. Едноставно добро и е задоволен. Нормално му ја дадов на прочит уште пред да излезе, најде мали грешки, отпосле ми даде уште повеќе грешки, ама отпосле веќе што сака нека прави. Генерално на вистина се задоволни оние кои ја имаат и ми рекоа дека сум напишал топла и приемчива монографија, не здодевна како што знаат да биде фактографските книги, но и дека сум успеал да ја направам таа дистанца. Значи, писатели ми го кажале тоа и сум горд. Следствено, некако нормално ми е да прашам зошто? Имаше потреба некоја, Борче, ти или? Да, јас како долгогодишен театарски проследувач, до година 2014 правам 2 децени од мојата прва театарска критика и приметив дека не само татко ми, дека дузина од уметници остануваат, па и мнозина, не дузина, остануваат без едно вакво верифицирано дело историографско. Ова е историографско и фотографско дело. Да не говорам дека неговата генерација 70% беше непримерно испратена во пензија. И соочувајќи се со тој мизерен факт, јас решив да направам нешто да ја оспорам таа една негација на постарите доајени. И мислам дека ми успе. Емотивната промоција од час и половина по монодрамата историска хронологија продолжи со зборовите на промоторот, писателот Блаже Миневски, кој барајки недостатоци на делото, пронашол дека недостига само гласот, оти никоја книга не може да го долови гласот. Кажи и направи нешто добро за Македонија.